овој случај ние нема да подпишеме, нели не би подпишале договор како рамноправни партнери. Значи нема рамноправност, има буквално наметнување. Кога наметнувате нешто, логично е се повлекувате од некоја или го терате оној со кој што преговарате да се повлече од некаква своја позиција. Во овој случај позицијата од која што ние ќе треба да отстапиме ако се продолжи со ова што го прави Зоран Заев е уривање етапно на македонскиот национален идентитет. Може да видиме дека македонскиот народ не е забележан во договорот како конститутивен народ, а исто така и македонскиот јазик е одреден спрема уставот, а не засебен како посебен надвор од уставот. И тоа е многу погрешно затоа што во иднина, ако им текне на дали нова влада или може некоја друга влада на СДС, да го избрише македонскиот јазик од уставот или да направи двојазична држава, автоматски ините генерации ги прават како генерации кои немаат свој македонски јазик.